civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кои се главните постигнувања на ДКСК во изминатиот период, на што сте најмногу горди? Па навистина од самото конституирање на комисијата до денес имаме постојано некаков бурен период. Постојано сме во некои, да речам, случувања и така натаму. Само што почна комисијата, започна изборната кампања минатата година за претседателски избори. Заврши тоа, па се фативме со правење на стратегија. Тоа се некои крупни случувања кои што ја одбележуваат работата на комисијата, но во исто така во меѓувреме имавме големи активности, започнавме многу процеси кои што беа да кажам закрчени во оваа држава, отворивме многу теми кои што јавно беа познати, но никој не ги прозборуваше и јас сум горда на тоа што на еден начин успеавме да направиме методологија за разоткривање на сите тие шеми, да речеме веќе вработувањата на пример. Значи минатата година добивме многу предмети по статистиката што ја направивме за годишниот извештај, излезе дека сме сработиле 10 пати повеќе отколку што последните 5 години заедно стасале предмети тука. Ние не можеме да бидеме истовремено да ги сработуваме сите пристигнати пријави, да бидат во исто време и сработени од наша страна поради тоа што капацитетите ни се ограничени, односно воопшто не се променети од претходните периоди. Меѓутоа сепак се трудиме да направиме нешто повеќе. Тоа што одбележува претходната година се изборите, се прашањата за непотизам, се повеќето прашања кои што ги дадовме пред јавниот обвинител, кривични пријави, иницијативи и така натаму. Потоа стратегијата што ја направивме, покренавме повеќе иницијативи за одговорност пред владата на Република Северна Македонија, каде што за жал можам да констатирам дека и покрај тоа што не смееме да бидеме скроз незадоволни затоа што ништо не се случува, значи они преземаат некакви мерки, меѓутоа сепак не можат јавно да признаат дека погрешиле. Ова го кажувам од причина што Државната комисија за спречување корупција е единствена институција која што го утврдува судирот на интереси. И знаете, ние во 2 наврати утврдивме судир на интереси, а од владата добиваме одговор дека ние сме погрешиле, тоа не е судир на интереси. Ќе го кажам примерот на вице-премиерот поранешен, каде што во одговорот од владата стои дека иако тој учествувал во расправата и давал своји предлози, сепак не учествувал во одлучувањето. А од друга страна тој потпишал изјава дека нема да учествува во расправата и нема да учествува во одлучувањето, како што прочем е и процедурата. Или последно што испадна за советникот за спорт. Кажавме дека тој е во судир на интереси бидејќи советувал за прашања од областа на спортот, каде што спаѓаат и спортските објекти, за да кратко време после тој состанок кога се утврдило кој објект кој ќе стопанисува, тој склучува договор со јавното предпријатие за да го земе целиот комплекс. И во одговорот што го добивме од владата стои дека ние не сме точни, нашата проценка не е точна, но тој сепак го раскинал договорот и сепак веќе не е советник. Значи они постапуваат, меѓутоа на некој начин сакаат и да ја девалвираат работата на комисијата дека ние точно не сме утврдиле судир. Повторно ќе кажам дека единствена институција која што утврдува судир на интереси е токму Државната комисија за спречување на корупција. Исто така наоѓаме и на отпор кај останати институции каде што укажуваме, каде што даваме препораки како да се постапи. Ќе го кажам последниот случај со изборот на ректор, каде што Државната комисија јасно и гласно ги кажа состојбите кои се, кажа каде Законот за високо образование е прекршен, дека поранешниот и сегашен ректор беше во судир на интереси, покренувајќи ја целата постапка за избор на комисија која понатаму треба него да го избере. Кажавме дека во време на избори се забранети тие постапки, меѓутоа се оглуши и инспекторатот и, што е најважно, Министерството за образование. Јас највеќе би го повикала тука министерот, бидејќи тој е одговорен за законитоста спроведување на Законот за високо образование. Така да пречки има колку сакате, пречки од страна на јавното обвинителство, каде што ни се отфрлаат иницијативите заради ненаоѓање елементи за кривична одговорност. Ќе го спомнам случајот со градоначалникот на Матка и јас повторно ќе кажам, ако тоа не е случај за кривична одговорност, каде што му е овозможено на некој поединец да остварува материјални средства врз основа на некаква дивоградба, тогаш нека се менува кривичниот законник.
Мислам, затоа бараме сега мислење од Советот на јавни обвинители, од Републичкото јавно обвинителство, се со цел да отвориме дебатата и да видиме и да покажеме, да го слушнеме стручното мислење од една страна, а од друга страна е многу важно секој службено лице, дали е тоа обвинител или судија, без разлика на нивната неприкосновеност, треба да знаат дека нивната работа е под мониторинг. Значи, секоја работа треба да се следи, како што нашата работа е транспарентна, како што на секој поединец во државата треба работата да му биде транспарентна. Што е со ингеренциите на ДКСК во изборен контекст? ДКСК знаете дека согласно законот има надлежности да го следи финансирањето на изборната кампања, да ги следи финансиските извештаи, но исто така и да следи се она што се случува, нели, околу во изборниот процес, нели, особено од аспект на трошење на буџетски средства. Мислам, тоа е главното тежиште на одговорност. И за таа цел ние имаме преземено повеќе активности. Се сеќавате, минатата година направивме на брзина, да речеме, една алатка, веб апликација за следење на службените возила. Таа сега ја апдейтиравме поради можни промени во текот на годината. Ја имаме и таа, имаме алатка за пријавување неправилности. Но од друга страна, за да го следиме целосно финансирањето на кампањата, оваа година, согласно измените на изборниот законник, имаме пристап до банкарските сметки, на трансакцијските сметки на партиите, кои што се отворени за изборна кампања, така што ние на дневна основа имаме информации кој се е донатор на политичката партија. Значи, веќе не се ослонуваме на тоа тие кои ќе пријават, туку ние веќе изворно си ги следиме тие работи. За да не се случуваат појави како во претходните периоди кога лица кои што беа социјално загрозени или невработени или нели се во лоша финансиска кондиција се наоѓаа на списокот на донатори, оваа година ние собравме податоци, односно база на податоци од Министерството за транспорт и врски, за труд и социјална политика и од Агенцијата за вработување со цел да го имаме списокот на невработените и списокот на социјално загрозените и да ги споредиме со оние кои што ќе се јават како донатори. Исто така, што е важна новина оваа година, со меѓународна подршка обезбедивме и 17 наблюдувачи кои што се распоредени по сите изборни единици, кои исто така на дневна основа ни даваат извештаи и не известуваат за се она што се случува на терен, од рекламирање, од паноа, од изборни штабови кај се наоѓа, значи целокупното работење на политичките партии на терен. Така што мислам дека сега имаме одлична покриеност и покрај соработката плюс што ја имаме и со вашите наблюдувачи, нели, со граѓанските здруженија, така да мислам дека клучните контроли се поставени. А дали политичарите или политичките партии вршат или почнаа да вршат притисок врз ДКСК? Не сме почувствувале притисок. Не знам во која смисла, меѓутоа не сме почувствувале притисок. Апсолутно никој не се јавил да нешто да не. Што можеме да направиме ние како организации, па и граѓанките и граѓаните како индивидуалци во борбата против корупцијата? Се. Значи, во основа, граѓаните и граѓанките се тие кои што се ранливата група, на која што е целна група, нели, на поединци кои сакаат да ја придобијат за остварување на своји лични цели и интереси. Значи, треба да си бидат свесни, одговорни за работата што ја работат и да не подлегнуваат на никакви влијанија. А се она што ќе го приметат дека забележат дека се случува во таа насока, треба да ни известат нас или друга надлежна институција. Мислам дека будењето на свеста е основната работа, алка, нишка на демократијата и на борбата против корупцијата воопшто.